Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден, од понеделник до петок, во 8 часот и 30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни, приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Драги гледачи, добро утро и ова петочно утро од Каладарци од студиото на Радио Глас на надежда. Ви посакувам и денеска да имате убав ден, иако еве во Каладарци 8 на многу студен ден, -9. Сега моментално надворе -7. Што се однесува до денешната временска прогноза, таа вели дека ќе имаме сончево во североисточните делови со мала до умерена локална облачност, ќе дува умерен повремено засилен ветер од северен правец, особено вдолж поврдарието. Значи 8 на сончев ден, но многу е студено. Всушност и така ја најавив ми прогнозата од вчера за денеска. Значи моментално е -7, температурата ќе се качи малце понагоре, меѓутоа сепак е доста студено. Еве какви се моменталните температури во Македонија и до кој степен ќе се качат. Во западните делови на нашата земја од -12 до 4 степени сончево ќе биде. Во Скопскиот регион -7 до 6, исто ќе биде преку целиот ден сончево. Кумановскиот регион од -10 до 4 променливо облачно. Беровскиот регион ќе биде најстудено, ќе има температура од -14 до 3 степени, потоа Гевгелисиот тамо ќе биде потопло до +9, нашиот регион Теквишијата, како што спомнав, -9 до +7 степени, Пелагонискиот од -10 до 3 и Охридскиот од -8 до 5 степени. Од утре веќе времето ќе се поправи, значи температурите ќе дадат помалце нагоре, а што се однесува до следните 3 дена, ќе имаме исто така од -9 до -1 минималните температури, а максималните од +1 до 9, тоа е прогноза за 16. јануари недела. И потоа, како што еве гледам овде според прогнозата, температурите ќе се качуваат, посебно дневните ќе имаме и до +10, односно +11 степени. Денеска е петок, 14. јануари, почитувани гледачи. За некои христијани денес го слават, односно ја слават старо новата година. Може би се прашувате зошто има 2 нови години, кога пред 14 дена голем дел од светот го прославија тој ден како почеток на новата година. Затоа што постојат 2 календари, јулијански и грегоријански. Еве ќе ви пренесам некои информации за да ги знаете зошто во православното календарче има 2 датуми, значи едни со црвени, едни со црни бројки, со црвена боја и со црна се означува стар календар и нов календар. Јулијанскиот календар го вовел Гај Јулије Цезар и се користел во цела Европа до 16. век, кога се прифатил грегоријанскиот календар. На првиот екуменски собир во Ница во 325 година, христијанската црква го прифатила јулијанскиот календар како основен календар. Должината на траењето на јулијанскиот календар изнесува просечно 365 дена, што се постигнува со внесување на еден дополнителен ден секоја 4-та година. Јулијанската година е малку подолга од тропската, а оваа разлика се акумулира на еден ден секој 128 години. Според јулијанскиот календар, секоја година чиј број се дели со 4 е престапна и содржи 366 дена, додека останатите години има 365 дена. Поведувањето на јулијанскиот календар
prvo pogreška, sekoja treta godina bila prestapna. И сега овде се назначени кои се тие години. Откако подосна грешката била согледана, царот Август наредил исврлување на сите престапни години меѓу 9-та година пред нашата ера и 8-та година по новата ера, што заслужил еден месец да се нарекува по неговото име. Зато имаме месец Август. Треба да се има предвид дека ова време годините, дека во тоа време годините се уште не се броеле од раѓањето на Исус Христос, туку од основањето на Рим во 753 година пред нашата ера, па е срекна околност што за престапни години се земале токму тие што се делат со бројот 4 и така натаму. Месеците се викале јануарис, февруарис, мартус и така натаму, и така натаму. И сега одиме малце понатаму. Јулијанскиот календар не е совршен и неговата грешка се зголемува секој 128 години за еден ден. Подосна тоа било забележено на соборот во Нице, 325 година било одлучено од календарот да се исврлат 3 дена, која представуваат акумулараната разлика, бидејќи јулијанскиот календар и понатаму останал непроменет. Јулијанскиот календар денес го користат Руската православна црква, Антиохиската православна црква, Грузиската, Македонската православна црква, Српската православна црква, Јерусалимскиот патријарх и некои манастири на Света Гора во Грција. Значи, тие христијански заедници го слават овој празник 14 јануари, односно го следат тој стар календар јулијанскиот. Грегоријанскиот календар го добил името по папата Грегоријес и денес е важички календар во речиси сите краишта во светот. Значи, може да кажеме дека јулијанскиот календар го пратат една мала група на христијани, а додека Грегоријанскиот календар го пратат или го имат како подлога за свој календар скоро во целиот свет. И затоа има разлика во 14 дена помеѓу јулијанскиот и Грегоријанскиот календар. Секако ние сите го славиме, односно го пратиме оној новиот календар на Грегоријанскиот, зашто тоа е општо прифатено во целиот свет. Еве, почитувани гледачи, тоа бие почетните сервисни информации. Само уште една информација, кога е во прашање воздухот во Кавадарци. Вчера имавме релативно загаден воздух, според ова апликација што ја користим и според мерната станица овде во Кавадарци, вели дека воздухот е денеска чист, затоа што е ведро, сончево е, иако е студено, но сепак воздухот е чист и овде пишува, вели, земете длабок здив и дишете слободно. Еве, тоа беа почетните сервис информации. Поздрав до сите вас, почитувани пријатели, драги гледачи, кои се во меѓувреме вклучивте во нашата програма и посакувам добар прием на нашиот сигнал, да безбедно тој сигнал стаса да стигне до вашите мобилни телефони или до вашите компјутери. Сега ќе одиме со една песна, потоа повторно ќе се вратиме во нашата програма.
Ako pogledaš danas oko sebe, vidjet ćeš samo tugu i bol. Ali Bog kaže, pozvao sam te po imenu, moj si. Kada plamen svom svojom žestinom preti da uništi tvoju dušu i kada ti se čini da će valovi raspesnenog okeana potopiti tvoj mali brod, seti se, blizu je dan. Isus je rekao, prijatelji, ja vas ostavljam, ali ne zauvek, doći ću ponovo po vas. I kada on ponovo dođe, sve ovo raspadljivo pretvorit će se u neraspadljivo. I još malo, još samo malo, i svim patnjama doći će kraj. Svakog dana bliže večni je dom, blizu je dan, najveće radosti, blizu je dan, grehu doći će kraj, malo još žalost će prestati, malo još znaj, kad ćemo s Hristom poći u Еве неповторно во живо во нашата програма, почитувани гледачи, вие следите програмата на радио Глас на надежта, утринска адвентистичка програма. Секој утро ова емисија се имитува од понеделник до петок. Сега следуваат рубриките Капки на мудроста, ќе кажеме нешто и зошто зимата може да биде добра и потоа ќе ја прочитаме приказката за деца, односно и за нас возрастните. Еве неколку капки на мудроста. Црквата е болница за грешниците, а не музеј за светците. Мислам дека ова порака е многу силна. Црквата е болница за грешниците, а не музеј за светците. Благословени се милостивите луѓе, зашто тие ќе бидат помилувани. Тоа е едно од Исусовите блаженства. Ево уште едно. Благословени се кротките луѓе, зашто тие ќе бидат наследници на земјата. Слабите никогаш не можат да простат. Простувањето е карактеристика на силните. Многу е лесно да поразиш некого, но многу е потешко да го победиш. Мора да научиме да живееме заедно како браќа, инаку ќе исчезнеме заедно како будали. Не се сите будни кои имаат отворени очи. И уште една мудрост. Звучниците го појачуваат гласот, но не и аргументите. Значи, можеме и ни да пуштиме музика до крај или да го појачиме појачалото и да трештат зборовите. Меѓутоа, аргументите се аргументи, како овде што прочитавме. Звучниците го појачуваат гласот, но не и аргументите. Еве, едно кратко размислување зошто зимата може да биде добра. Иако повеќето од нас може и го сакаме летото, покомотно е, полесно се дише, што се вели, зимата е малце потешка за поднесување, посебно кога се ниски температури, мора да се облечеме топло, потешко се движиме по патиштата кога има снег и така натаму, сме се затворени можеби во една просторија дома, но како е да е, еве да имаме да го видиме и ова кратко размислување. Зимата може да биде годишно време со олуи, сиво небо, стебла без лисија и кафеава трева. Тоа е сосема точно. Но зимата има посебно значење. Кога тревата не би се смрзнувала, кога не би отпаднали лисјата, кога цвеќето не би увенело, во пролет не би имале така богато зеленило и убава пролет. Пратете го ова размислување, многу содржајно и многу убави совети имаме. Може би токму сега поминуваш низ зимскиот период од твојот живот.
Може би си останал без работа. Или те snašla teška bolest, kako su ovoj virus сега. Ili pak počinal nekoj od tvojite sakani. Ako je така, не заборавај дека после зимата доаѓа пролет. Кога е време на зимата, човек тогаш размислува за животот кој допрва ќе дојде, кога приоритетите стануваат јасни. Тоа е време кога треба да размислуваме за смислот на животот, за односот со Бога, семејството и пријателите. Наспроти останатите 3 годишни времења, зимата бара друштво. Дрвјата без лисја изгледаат напуштено и голо. Силните бури, дури најаките птици ги тера на југ, не терат и нас во нашиот внатрешен свет. Нито еден друг период од животниот циклус не представува добра стварност додека покушаваме да живееме во склоп со она што тврдиме и веруваме. Како што календарот не може да го прескокне овој месец, во кој студенилото продира до нашите коски, така и ние не можеме да ги избегнеме овие пусти денови. Затворени во својата собствена темница за обесхрабрување, осаменост, настојуваме да ја сочуваме равнотежата. Се чини како Бог засекогаш да ги спуштил ролетните и ја навлекол завесата за нашата надеж и среќа. Но ние не сме сами во текот на овие зимски денови. Иако нашите денови на нашиот живот може да бидат мрачни, а времето стои додека се стемнува, Бог и понатаму останува близо до нас. Но кога ќе ја испружиме раката преку влажната темна келија, ќе установиме дека Бог ни пружа рака и останува единствениот извор на нашето општество. Колку е важна неговата рака. Еве тоа беше ова кратко размислување за зимата, зошто може да биде добра. Значи, ако нема зима, не може да отпаднат лисјата, не може ова трева која веќе била во текот на пролет и на летото, која веќе пожолтила и треба да биде уништена за да се создаде на пролет нова трева, нови лисија. Така да, понекогаш зимата може да внесе во нашите животи песимизам, сивило, зашто и такво е годишното време, но сепак има и убавина. Божјата рака е тука, таа не допира во сите периоди, во сите годишни времења, затоа да му дозволиме на Господа и денешниот ден тој да го води, односно да не води и да управува со нашите животи. Ајде сега да ја проследиме утринската приказна за возрастни, односно за деца. Насловот на ова приказна е украдената паричка. Ајде побрзо, Милане, зарем не го слушаш звончето, ќе задоцниме и после тешко на нас. Петар додека зборувал, го повлекол на брзина својот помлад брат кон училишната врата во која се туркале помалите деца. Не можам да брзам, гладен сум. Јас сум гладен, но не вреди да се плаче. Од плачењето не можеме да се најадеме. Побрзај, еве веќе звонеше последното звонче. 2 минути подоцна веќе седело во своето оделение. Милан ги избришал своите солзи, но се уште мислил на појадокот кој го немал. Нивниот татко бил сиромашен и јадел само 2 пати дневно, и тоа многу малку. Одеднаш учителката во оделението со строг глас го опоменила Марко. Марко, престани да си играш со паричката. Веднаш да ми ја донесеш. Јас ќе ти ја чувам додека не заврши часот. Кога Марко ја однел металната паричка, учителката ја ставила на низината маса. Одморот брзо дошол и кога ги пуштила сите деца во двор, уморната учителка отишла да се одмори. Петар веднаш почнал да си игра, но Милан колебливо застанал на вратата и го видел и кога видел дека нема никој во близина, бидејќи сите морали да излезат во дворот, тој брзо се вратил во училницата. Немал многу време за размислување. Ја грабнал паричката од масата и со трчање излегол. На вратата го сретнал Петар. Што правиш овде? Прашал Петар. Добро знаеш дека овде не смееме да се задржуваме за време на одморот. И ако некој те види, ќе добиеш опомена. Ајде да си играме.
Milan uspjel da se odvoji od svoj brat i neprimetno pominjal niz kapijata i otišao do pekarata na Golot. Tamo za metalnata parička dobil mal, topol i vkusen lep. So želba zagrizal. Potova pobrazal da se vrati bidejke učilišето zvonče zvonelo. Dodeka decata gi zazemale svojite mesta, Petar mu rekol: Ti nešto si jadel? Gledam troški na tebe. Baš si imal sreća. Toliko sakav neko i na mene da mi dade nešto za jadenje. Koji ti dade da jadeš? No nemal vreme da go slušne odgovor od bidejke učiteljkata gi poglednala. Koga došlo pladne, site gi stavile svojite knjigi u svojite torbi, a koga učiteljkata sakal da im kaže da stanat, se pojavila jedna raka. Marko molel učiteljkata da mu je vrati paričkata. Navistina, Marko, ne znam kada ja stavi tvoja ta parička. Učiteljkata počela da bara po masata. Čudno, razmisluvala. Sigurno sam deka ja staviv na masa, pa da znam deka mora da bude nekade tuka, no nekoj da neja zemal slučajno. Potom se obratila kon decata. Samo moment, deca, da li nekoja zel parata na Marko od masata? Nastanala dlaboka tišina. Vo ta nepodnosljiva tišina, strašna misla mu se nametnila na Petar. Golemata glad na Milan, njegovo to šetanje vo praznata učilnica, sve to je jasno je otkrivalo vistinata. Nekoja zel parata na Marko, koji go napravil to, vednaš da mi kaže. Prašanje to sega bilo mnogo seriozno. Najednaš Petarja podignal rakata. Petar, ti go napravi to? Nego očekovat od tebe to. Ostani na mesto, ti Marko, zemlja svoje ta para. Rekla podavajki mu svoj paričnik. Potom site ostanete učenici gi puštila da si zamina doma. Štom site deca izleglo od učilnicata, učiteljkata pobarala da razgovara so Petar. No toj ni zbor ne prozboril. Na kraj go puštila da si otide doma. So navenata glava brzo se odalečil da gi izbegne začudenite i osuduvačkite poglede na svojite školski drugari. No navečer, koga dvajcata brakja otišli da spijat, Milan počnal da plače i so treperljiv glas rekol: Petre, kako možeš da go napraviš to? Ja sam toliko loš, a ti toliko dobar kon mene. Sevoret, Milane, znaj deka se isplaši, odgovoril postari od brat, da ne zbruva me poveke za to. Milan poveke ne kažel ni to zbor, no utredenta, ne veliki mu na Petar ništo za to, otišel kaj učiteljkata i raskažel se. Ta je prifatila molbata na Milan pred site učenici da zborova za Petrovata požrtvovanost. Im objasnila na decte deka ovije dve momčinje bile gladni i deka Milan mnogo gomačila negovata sovest. Ovoj slučaj me podsjetova na jedno slično delo, rekla učiteljkata. Odavna pred mnogo godina jedan čovjek umrel za sve to zlo što nisme go napravile i što se ušte go pravime, a sam je to nikogaš ne napravil, ni to jedno zlo. Mislite li, deca, deka Petar poradi zabava namjesto svojeg bratija primil kaznata na sebe? Ne, to i to go napravil, bedjeki go sakal svoj brat. Taka Isus umrel za site naši grevovi, zato što ne saka i ne saka da bideme kazniti. Navistina imame mnogo pričini da mu se zablagodarime i da mu godujeme so toa što ki živijeme život posveten na Isusa Hrista. Evo, počtovani prijatelji, to beše prikaznata za deca, navistina korisna i ovdje učiteljka tim dala jasna poraka na site učenici, no ta poraka doage do nas. Isus umrel za našte grevovi. Zato što to i ne saka da bideme kazniti. Kako što i ova dete, učiteljka mu prostila, ta dala parička, mu go vratila na deteto, mu je vratila paričkata što bilo ukradena. Isus Hristos go dal svoj život za site nas, nije da živeme i zato Isus bara od nas da go sledime i da mu veruvame. Odeme svega su pesna, a potom povtorno se vrakeme v našeta programa. Ja znam da Isus voli srcem svim i zato mu ja
Evo nepovtorno nazad, počitовани гледачи во живо, ја следите програмата на Радио Глас на надежта, емисија која се емитува секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите нашата програма. Инаку да спомнам дека ова програма се следи во многу места во светот. Претежно секако од Македонија, Србија имаме гледачи, од Австрија, Германија, од Америка, Австралија, дури од Украина, од соседните земји. Значи, ете, нашите гледачи ја следат ова наша програма. Иако временските зони се различити, но ова емисија се снима, така да можат гледачите да ја видат и во друг период од денот. Така да сите сте поздравени. Топол поздрав од студеното Кавадарци. Овутро беше -9. Сега температурата полека се качува, така да после 12 часот ќе имаме и температура во плюс, но како е да е, снегот полека се стопи, во околните ридишти имаме уште снег, према Кожев таму има до 30-40 см снег. Значи, во нашите планини, во околината се богати со снег, барем во овој период на годината. Сега следува рубриката за 12 апостоли. Познато е дека Исус имал 12 апостоли, оние кои го следеле. Зборот апостол значи пратеник. Тоа биле пратени и испратени од Исуса луѓе, ученици кои подоцна го проповедале Словото Господово. До сега зборувавме за неколку од Христовите апостоли, а сега следува да кажеме нешто за Јуда Искариотски. Оној Јуда кој знаеме го предал Исуса Христа. Во Библијата предавството на Господ Исус Христос е назначено, може да кажеме, со црвена боја. Голгота може да биде град југоисточно од Јуда. И Јуда може да биде само еден од учениците кој едноставно го предал Исуса. Значи, знаеме дека Исус бил распнат на Голготскиот крст. Вели, тој постигнал договор со непријателите на Господ Исус Христос и го продал Исуса за 30 сребреници. Значи, 30 сребреници. Иако тоа, знаеме, пророчето го кажало многу одамна, 700 години пред да се роди Исуса Христа, пророчето укажале како сето тоа ќе се случи. Во Гециманската градина, Јуда со бакнеш го предал својот спасител и Господар Исус Христос. Таму Исус бил фатен. Знаеме таму Петар како изреагирал, му го отсекол увото на еден од војниците, но кога виде Господ Исус беше распнат на крстот, дека му била изречена смртна казна, тој се раскајал и ги вратил парите и потоа отишол и го направил тој многу тежок чекор, исчекор, се обесил. Значи, Јуда, кога ги читаме 4 евангелија, гледаме дека бил многу активен. Тој бил благајник, тој имал една професија да ги чува тие пари во тоа друштво и тие пари биле користени за потребите на 12 апостоли. Но, очигледно, тамо вели, сатаната влезе во срцето на Јуда. Јуда имал пресметка погрешна. Тој ги гледал чудата Господови и си рекол, еве, јас ќе го продадам, но Исус ќе се извлече од сето тоа и парите ќе останат во нашата благајна, во нашата казна. Значи, Јуда бил одговорен за управување на парите. Потоа, цената од 30 сребреници нешто да се купи и едноставно, како што спомнав, неговиот план се изјаловил, односно не се остварил како што тој тоа го замислил. Интересно, сите евангелија и Матеј, и Марко, и Лука и Јован зборуваат за Јуда. Никој тоа не го приметувал, дури и за време на тајната вечера, на светата вечера, Јуда бил тука, Исус му ги измил нозете. Лука, евангелистот Лука, вели дека Јуда со бакнеш го издал Исуса Христа. Тоа било договор помеѓу фарисеите, односно војниците и Јуда. Бидејќи надворешно Исус не се разликувал од останатите негови ученици. Значи, по носење, по таа ношња, по надворешниот изглед, Исус немал некои поголеми разлики. Војниците не може да го препознат. Меѓутоа, Јуда им дал знак. Јас, оној кој ќе го целивам, оној кој ќе го бакнам, тоа е Исус и него фатете го. И може да ја читате таа интересна изјава кога тој доаѓа кај Исуса и Исус му вели: пријателе, зарем со бакниш ке го изедеш својот учител? Гледате,
драги гледачи, како Исус го нарекува Јуда. Иако Исус знаел дека сега за кој ми ќе биде предаден од страна на Јуда, Исус го гледа како пријател. Значи, понекогаш, ова порака нека биде за нас. Може би сите луѓе не сакаат и невозможно сите да не сакаат. Меѓутоа, ајде да имаме ние тие негативни луѓе позитивно гледање во смисол да ги гледаме како пријатели. Исус во лицето на Јуда, кој ќе го издаде, му вели пријателе, зарем со бакнеш ке го издадеш Исуса. Матеј вели дека кога Исус бил осуден, се покајал Јуда. Тој отишол во тоа друштво кај што бил порано пред неколку денови да се договори како ќе го предаде Исуса. Тој сега доаѓа кај првосвештениците и поборал едноставно да најде сега нова спогодба. Зошто го фаќа? Зошто е донесена таква пресуда? Јудан мислил дека нема тоа да се оствари, да Исус биде осуден на смрт и односно да биде распнат на крст. Но учениците, односно свештениците, што му рекле? Баш ние гајле. Ти тоа го направи. Ние немаме ништо со тоа. И Јуда ги фрлил парите тамо на подот пред нозите на првосвештениците. И Матеј 27 глава 5 стих вели: и тој отишол и се обесил. Потоа ќе го погребат, ќе биде купен една нива за тие пари и Јуда тамо ќе биде погребан со тие пари. Да се купи парче земја, но Јуда, знаеме, и тоа отишол надвор од градот и го направил тоа дело. Тоа поле или тоа парче земја било наречено парче на крвта или нива на крвта. Така да Јуда е една негативна личност, почитувани гледачи, и затоа сум слушнал дека никој не сака на своите деца да им го даде тоа име Јуда, бидејќи делува некако негативно, тмурно, асоциира на нешто лошо што се случило во животот и работата на овој човек, на овој ученик. Меѓутоа, да се покајал Јуда вистински, Бог би му простил, иако го направил тој чин на предавство на Исуса Христа, бидејќи Бог простува се. Нема грев што Бог не може да го прости. Само од нас зависи дали ќе побареме прошка од Господа Исуса Христа. Еве, почитувани гледачи, денеска зборувавме за Јуда Искариотски, оној кој имал привилегија, оној кој имал предност 3,5 години да биде со Исуса Христа, да го следи во сите негови движења, да ги гледа тие сите негови чуда. Меѓутоа, Јуда потпаднал под влијание на сатаната и го искушал, бил похлепен, алчен би рекол, за пари. И тој мислел дека Исус ќе се извлече од сета таа замка и парите ќе останат во касата и, што се вели, и волкот сит и овците на број. Невозможно е. Јуда, на жалост, си го одзел животот. Исус бил фатен, предаден пред тоа, фатен и распнат. И едноставно Јуда тоа не можел да го поднесе и отишол, се извршил самоубиство. Господ да ни помогне да извлечеме корисни поуки од секој ученик кој едноставно го следил Исуса Христа. Некои оставили позитивен впечаток, а некој негативен. Одиме сега со уште една песна, потоа ќе се вратиме повторно во нашата програма. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.
Почитувани гледачи, што тука ја видовте рекламата за нашата дописна онлайн библиска школа, така да ја уште еднаш ќе напоменам сите вие кои сакате и да изучувате дописната библиска школа по електронски пат, еве слободно отворете ја веб страницата bibliјатазборова.com и ќе може да ги добиете сите упатства кои се овде наведени за да се зачлените во ова бесплатна, без обврски дописна библиска школа која ќе ви помогне да навлезете во тајните на Библијата, бидејќи е напишана на еден многу едноставен начин кој ќе ве воведе да ги откриете, например, здравствените принципи на животот, совети за бракот, за семејството, тајните на пророштвата, за археологијата, историјата и така натаму. Еве изваредна можност за сите вас кои сте љубители на Библијата да изучувате и на крајот ќе добиете една убава диплома. Следува сега рубриката во која зборуваме за водопадите во Македонија. Има многу мали водопади кои се уште неоткриени и верувам дека ќе го привлечат нашето внимание да можеме ова пролет или ова лето да ги посетиме. Денеска ќе зборувам за едно село, за селото Смолари и за Смоларскиот водопад. Бидејќи исто така во ова рубрика ќе зборуваме во наредните денови за настанокот на поедини села кои се интересни, да ги знаеме те историски податоци за поедини села и градови, а сега ќе зборуваме за водопадот во Смолари и за самото село Смолари. Селото Смолари се наоѓа во северното подножје на планината Беласица во областа позната како Подгорие. Селото е оддалечено 28 км од градот Струмица во југоисточна насока и 6 км од центарот на општината Ново село. На надморска височина од 382 метри јужно од селото се наоѓа реката Ломница, на која е расположен познатиот Смоларски водопад, до кој се пристигнува преку екопатеката. Вкупната височина на вертикалниот одсек на Смоларскиот водопад изнесува 39,5 метри, значи релативно висок водопад. Среде село порано се наоѓале два стари јавори, високи околу 30 метри. Денес се останат помладиот јавор, чија старост се проценува околу 300 години. Името на селото е изведено од зборот смолар или човек што се занимава со собирање смола. За прв пат во историските извори ова село е спомнато во пописот на населението во 1519 година. Во 1570 година селото е споменато во османлискиот дефтер под името Свилани. Во истата година во селото живееле 12 христијански семејства. Во текот на 19. век ова село било чисто македонско. Во етнографијата на вилаетите Адрианопол, Монастир и Салоника во 1873 година Смолари е наведено како село со 80 домакинства и 298 жители македонци. И сега одиме понатамо да прочитам уште неколку карактеристики за ова село. Селото било под влијание на бугарската езархија. Според податоците на секретаријатот на езархијата, во 1905 година во селото живееле 784 македонци и така натаму. Висината на овој водопад е скоро 40 метри, 39,5 метри. На дното од водопадот формиран е джиновски лонет, чија должина во правец на течението на речната вода изнесува 5 метри, значи кога водата паѓа долу длабоко 5 метри. Широчината е 11 метри и така натаму. Со одлука на Собранието на Република Македонија, Смоларските водопади се прогласени за споменик на природата за нивната геолошка и вегетацијска вредност. Еве, тоа се тие податоци, ако имате прилика, посетете го. Во близина на Смолари се наоѓа и едно прекрасно мало езеро, наречено Лебедево езеро. Таму имате конаци, може да седнете, да јадете, да се шетате, да се сликате, зашто и за децата е интересно, има што да се види, има и животни, така да мала зоолошка градина, убаво мало езерце и летни ковци кај што може да се одморите и да се
nahranite. Što da kažem ušte za vodopadot? Znači vodi tesna patika do samoto mesto na vodopadot. Vozonata za aktivno koristenje na lokalitetu se naogi privaten restoran, kako što spomnav, izgraden je od drvo, no njegovite kapaciteti i načinite na koji se širi glasata muzika počnova da ja narušava veli mirnata atmosfera na lokalitetu. Sve pak onje koji sakat muzika može tu kada je slušat, no gorevo samite pazovi na Belasice, kao što se nage i sami od vodopad je prekrasno mesto za odmor i za relaksaciju. Zato planirajte da go posjetite, a u ponedjeljak izborujemo i za Kolešinski vodopad, bidjeki to se na ista meta, odnosno isti otpad. Ako go posjetite Smolarski vodopad, ubovo da utidete do Kolešinski vodopad, za kojeg izboruvame von naredната emisija. A сега следува рубриката за здравје, совети за здравјето и здравје рецепти. Овутро сакам да споделам две рецепти кои може да ги користите, бидејќи е сега сезона на спањак и компир. Еве, пире од компир и спањак. Што е потребно за да го направите ова јадење? 500 грама компир, 2 до 3 грста листови спањак, 3 до 4 лажици маслиново масло, 200 мл вода или млеко, сол, мешан сув зачин. Најпрво компирите се лупат и се сечкаат на коцки и ги ставаме да се варат. За тоа време го миеме спањакот. Откако сме ги измиле листовите спањак, како совет кој го прочитав, ова значи ни е испратено од една господја, вели може да ги ставите во еден сад со топла вода во која сме додале оцет и малку морска сол за да ги исчистиме убаво. Треба да стојат околу 10 минути, па повторно ги миеме убаво со ладна вода. Кога компирите се варени, ги ставаме во соодветен сад, ги посолуваме, ставаме зачини, маслиново масло и листовите спањак, додаваме малку вода во која се вареле по потреба. Блендираме додека не се доби убава смеса. Доколку сакате спањакот да остане на поголеми парчиња, додадете го при крајот. Совет, ви препорачувам кога го правите, доколку сакате да го искористите железото од спањакот, да потребите вода, а не млеко, бидејќи кога спањакот се конзумира во комбинација со млеко, млечни производи, железото не се абсорбира. Може да го користите како додаток со месо или како посно, доколку го правите без млеко, главно јадење. Еве, испробајте го овој рецепт здравје, значи пире од компир и спањак. Ги имаме овие намирници на нашите зелени пазари и затоа може да го искористите и да го употребите. Еве уште еден совет, благ пудинг од просо. Го има напишано Маја Велковска, нутриционист. Пудинг од просо. Што ни е потребно за да го направиме тој пудинг? 4 лажици сирово просо. Покисните го во вода од вечер, па сварете го. 1 зрела банана, 1 лажичка какаово прав, 2 лажички путер од јатки, 100 грама боровинки. Како сето тоа се подготвува? Свареното просо се блендира со бананата, какаото и путерот од јатки. На крај се истора во чинија и му се додава црвеното овоше. Доколку сакате пудингот да биде поблак, можете да додадете мед, но ете тоа е по ваш избор, дали ќе му додадете мед или не, бидејќи бананата исто така е блага, ако сакате малце поблаго, ќе го заблажите со една кашика мала мед. Тоа е вкусно, еве Маја вели дека е многу вкусно и пробајте го. Еве, почитувани гледачи, тоа беа советите, односно рецептите за овутро во рубриката Совети за животот, за исхраната. Продолжуваме сега со уште една песна, а потоа ќе се вратиме на последната рубрика и за денеска ќе го закружиме ова наше дружење, ова петошно дружење во рамките на ова емисија Радио Глас на надежда.
na zemlji strancem me sada zovu, jer gore imam svoj pravi dom. Na nebo idem, u zemlju novu, ka Otcu vječnom i Bogu svom. Na zemlji stranac, a tamo ne, u zlatnom gradu, dom čeka me. O kakve sreće, što sada doznam, da samo ovdje ja stranac sam. Na zemlji ovoj svog stana nemam, al tamo gore svoj imam dom. I zato ovdje ja već se spremam, da pođem tamo ka Otcu svom. Na zemlji stranac, a tamo ne, u zlatnom gradu, dom čeka me. O kakve sreće, što sada doznam, da samo ovdje ja stranac sam. Na zemlji ovoj sam stranac samo i vjerom živim za onaj dan kad Isus dođe, da idem tamo gdje mene čeka moj pravi stan. Na zemlji stranac, al tamo ne, u zlatnom gradu, dom čeka me. O kakve sreće, što sada doznam, da samo ovdje ja stranac sam. Na zemlji stranac, al tamo ne, u zlatnom gradu, dom čeka me. O kakve sreće, što sada doznam, da samo ovdje ja stranac sam. Почитувани гледачи, дојдовме до последната рубрика во нашата денешна утринска емисија. Зборуваме за археологијата која потврдува Библијата. Веќе неколку денови наназад читаме од книгата на Драго Обрадовиќ за постмодернистичката критика на Библијата и најновите археолошки пронајдоци. Сега кратко би сакал да ви прочитам за местата или градовите Асор, Гезер и Обединетото царство. Според третата книга на царствата, 9 глава 15 и 16 стих, Соломон повторно ги утврдил градовите Асор, Мегидо, Гезер и Јерусалим. Кој е археолошкиот доказ за подигањето на овие тврдини? Значи, тие текстови ги има во Библијата, тие градови се спомнуваат, меѓутоа денеска, односно во минатото, археолозите ги оспорувале. Но во 1950 година, кога археолозите работеле во Асор, откриле монументална врата која потекнува од времето на Соломон.
Еврејскиот археолог, односно археолог од Еврејскиот универзитет, предвидел дека слична врата ќе се најде и на други места спомнати во библискиот текст. Неговата предпоставка била точна. И кон крајот на 60-те години од 20-тиот век, ископувањето во Гезер откриле врата со иста архитектура. Археолозите утврдиле дека таа потекнува од 10-тиот век, од времето на царот Соломон. Значи, очигледно археолозите со своите искупувања пронашле пронајдоци кои докажале дека тие градови кои Библијата ги спомнува постоеле врз основа и новие надвор од Библијата податоци. Но постмодерните научници почнале да ја оспоруваат таа корелација со активностите на Соломона, тврдејќи дека вратата потекнува од помлад историски период. Но во 1990 година имав предимство да учествувам во повторените ископувања во Гезер. Во текот на таа сезона, работејќи со професорот Вилијам Девер од Универзитетот во Аризона, откривме дека со кој таа врата ја сместивме точно во 10-тиот век. Значи, преку тој доказ таа врата ја сместиле дека била во 10-тиот век, односно дека тогаш била и направена и користена. Неодамна во текот на последните 3 лета, од 2004 година до 2006 година, и Универзитетот на адвентистите бил вклучен во повторените искупувања во Асор, најстарото старозаветно место во Израел. Тие две неоѓалишта даде уверлив доказ дека во прашање времето на Соломона. Вратите на тие градови и нивната непосредна близина прикажува црвенкасто бојадисана и глазирана гранчарија. Архитектурата и на едната и на другата врата се состоеше од фино изделкани камења кои потсетуваат на написот или на описот од библиските извештаи за извештаите кои се наоѓале во Библијата, и сега археологијата ги потврдила. И денес археолозите продолжуваат да искупуваат докази што ги потврдуваат библиските описи од 10-тиот век пред Христа. Еве уште еден доказ, почитувани гледачи, дека денешната Библија што имаме е веродостојна, дека сите тие настани што библиските писатели ги напишале се вистинити. Археолозите денеска можеби срамежливо, но полека тоа го признаваат, бидејќи доказите кои ги пронашле тоа го потврдуваат. Така да имаме 100% сигурност во денешната Библија, што ја читаме дека е веродостојна и верна на оригиналот. Сите вие кои сакате да имате Библија бесплатно, пишете ни, а ние ќе ви подариме, ќе ви испратиме на ваша домашна адреса. Еве, почитувани гледачи, полека дојдовме до крајот и на оваа петочна утринска емисија. Ви закажувам нова средба, ако Бог даде живот и здравје, во понеделник ќе се видиме повторно на истата ова Facebook страна на Радио Глас на надежта. И посакувам убав викенд, бидете благословени од Господа, чувајте се, бидете одговорни и довидување до следната емисија. Пријатно. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.